И нека леят дождови од милион капки насмеяни, течат солзи безгласне небо над нас. Овој пурпурен дожд носи радост и носи спас. Ликот на Марио во представата Преспав ја доби еден од нашите најпознати актери, Васил Зафирчев. Во искреното интервју во неговиот роден град Велес, Зафирчев зборува за неговата голема љубов театарот. Тој ни призна дека моментално е соло, а зборувавме и за неговата голема животна улога, сопруг на поп дивата Калиопи. Како што вели Васил, тој и Калиопи се развеле најпријателски и секој од нив тргнал по својот пат. Тие контактираат и ден денес и си даваат подршка во животот. Добро те најдовме во твојот роден град Велес. Добре дојдовте. Како си? Одлично, како си ти? Убаво изгледаш. Благодарам. Кажи ми, колку Преспав ти го смени животот? Колку ми го смени? Па ми го смени. Ми го смени затоа што си го доживувам како голема и животна и професионална награда. Голема задоволство е да се работи со таа екипа, да се работи тој проект кој еве. За 3 сезони успеа да продуцира повеќе од 80 епизоди, што е за прв пат во историјата на македонскиот медиумски пазар, особено кога е во прашање играната ТВ програма. Мене ми е драго воопшто што се случи таков проект на македонско тло и им посакувам и на моите колеги и на другите режисери и соработници да имаат такви проекти, нека им биде ова доволна инспирација и поттик да се пуштат и во тој медиум, телевизијата кој што е исклучително моќна, за разлика од театарот и филм. Кажи ми за твој стајлинг во Преспав. Се облакаш сам или? Не. Ние имаме костимографка која што се грижи за визуелниот идентитет на ликовите, Емилија Ивановска-Атанасовска, со која што јас прв пат соработував. Прекрасна жена, прекрасен соработник, одличен костимограф. Заедно со сценаристите, со режисерите, го градиме визуелниот идентитет на ликовите. Во зависност од биографијата на ликот, се обидовме од сезона во сезона да има мали, незначителни промени кои што ќе дават некакви информација за тоа каде бил ликот во меѓувреме, каде патувал, од каде се вратил. Така што јас сум задоволен каков лик успеавме да изградиме. Марио си има свој идентитет, се обреќа на повеќе целни групи. За мене најважно како актер е што го сакаат децата. Колку се имаш улоги изиграно? Дали можеш да ми кажеш? До сега? Ја не ги бројам, но вака, како некаков сума сумарум, повеќе од 90 улоги во театар, на телевизија и на филм. Се ги согласи со мене, ја мислам дека најголемата улога што досега е веш изиграно, според мене, е да бидеш сопруг на Калиопи. Да бидам? Сопруг на Калиопи. Таа е животната улога. Може би, па да. Тоа беше голема приказна, која што во една поинаква форма се уште трае. Калиопи е моја најблиска пријателка. Секоја слободна и можна прилика ја користиме за средба, иако и таа е многу ангажирана, многу патува, но не пропуштила ништо од она што го работам во театар, на телевизија. Ми доаѓа на представите што ги играм во театар, го следи Преспав. Јас исто така ги следам незините албуми, нови песни, концертни настапи. И беше и гостин во неколку спота, како што знам. Да, соработувавме во повеќе проекти и подоцна. Калиопи е голем бренд, голем македонски бренд и таа си го тера своето, просто си оди по својот пат. Ми е драго што целата инвестиција и уметничка и професионална која што ја вложи, ја валоризираше. Има концертни настапи во големи дворани низ Балканот. Тоа во овие услови во кои функционираме како уметници е многу тешко, но е голем успех. Знаеме сите како се запознавте, ама никогаш во јавноста не ни кажа како се разделивте. Како пријатели. Се разделивме со убав ручек, баш како пријатели. И двајцата после тоа заминавме во Загреб, таа на незините концертни активности околу промоцијата на албумот Порака, јас за репетициите на представата Електра на Истрско народно казалиште.
како пријатели, она што во суштина од секогаш сме били, она што во суштина сме и денес. Чудно е за македонци, обично завршуваат радови со тепачки, па со закани, па со види, делење ние имот. сме како менталитет сакаме драма. Сакаме драма. Не, јас и Калиопи не сме тој тип на луѓе. Ние од секогаш бевме пријатели, тоа сме и денес. Можеби тоа на конзервативците, традиционалистите во македонското општество им е чудно, невообичаено, но за луѓе кои биле вистински пријатели, тоа е сосема во ред. Дали си соло? Сега да. Популарен, Па ми е млад, убаво, згоден, ми е убаво. Сум среќен сингл, прста на сестра. Знаеш да заплачеш? Дали знам? Да заплачеш. Да заплачам. Зашто? Си плачам на филмови, си плачам на представи, си плачам на убава музика, на убава книга. Да. Јас сум Васло Зафирчев, а вие гледате ексклузив на 1 ТВ телевизија.